Добро вечер, почитувани гледачи. По мала кратка пауза продолжуваме со емисиите интервју, како што продолжува и Собранието на Република Македонија со својата работа. По тој повод вечерва го поканивме и нашиот вечерашен гостин, господинот Жарко Денковски од Куманово. Добро вечер, господине Денковски. Добро вечер на гледачите на телевизијата, добро вечер на сите вас. Со една голема благодарност за поканата за да бидам гост во вашата емисија. Особено ми е чест и задоволство за разговор што го планирате со мене и би сакал да пренесеме некои спознанија за граѓаните во врска со мојата работа, со нашите активности и така. Да, се надевам дека атмосферата во собранието е малку по-различита сега, со обзир на тоа што се исполнети договорите, падна договор од пржина. И еве сега да видиме каква е состојбата во собранието, гледаме на седниците на собранието, се надевам дека се е во најдобар ред. Да, на општо задоволство на сите, да кажам, на целата македонска јавност, политичка јавност, опозицијата се врати во собранието, се вклучи во редовните токови на работењето и ценам дека овој период собранието треба конечно да заличи онака како што треба, по уставна врска, по уставна функција, за да биде комплетен состав со дел од пратеничките групи од опозицијата, позицијата и така натаму. Значи, сега овој период што ќе следи во овој парламентарен состав, македонската јавност треба да го види парламентот во правото светло, како треба да изгледа еден парламент. Се надевам дека ќе имаме една по-сериозна атмосфера за работа и во некоја насока по-интересна и важна за граѓаните на Република Македонија во односот на тоа да не ни се случуваат нештата што се случуваа во изминатите периоди. Вие сте од 2007 година генерален секретар на Собрание на Република Македонија. Бевте 15 години во управата за јавни приходи во Куманово. Имавте успешна своја адвокатска канцеларија. Отидовте на оваа позиција која што можеби е поинтересна, можеби носи некакви привилегии во животот, но сметам лично дека носи многу големи обврски и одговорности. Ќе ни кажете ли нешто малку повеќе да ги запознаеме гледачите на К3 телевизија со работата на генералниот секретар, таа работа која што не се гледа на седниците? Не знам, јас вака бидејќи отворено говориме за текот на мојот работен век, значи јас го делам во 3 етапи. Прва етапа кога бев приправник во управа за јавни приходи, значи работев во еден тим на колеги кои што ми подарија своје искуство, кое што јас го практицирав цел живот и ден денеска, и ми многу значи тоа искуство тие 15 години. После тоа работев во адвокатура некои 6 години, 7. Тоа е еден посебен позив, посебна работа е, кај што се човек докажува со лично свој капацитет, интелектуален, физички, па да кажам, умствен и било како. Голем предизвик е, значи, за секој правник да биде адвокат и така, мислам, е посебно задоволство што работев таа работа, меѓутоа, таа работа моја, како ангажман како адвокат ми е во мирување, додека ми трае ова функција, после тоа, по решение од адвокатската комора, јас си продолжувам како адвокат, имам свој брна лиценца и ценам дека својата крајна работен век како до пензија би работел у таа струка. Меѓутоа, пресек направив со ангажман во парламентот како генерален секретар, значи бев именуван негде јануар 2007 година. Би сакал да спомнам дека ова ми е 4ти парламентарен состав. Очекувам во изборите најавени во април 2016 година да биде пети парламентарен состав. И вие имате најдолг стаж во различити парламентарни состави. Не плански, јас со мојот стаж негде сум 8 година, 9 негде ќе биде. И четврти парламентарен состав, така да тоа е едно, како да ви кажем, едно многу големо искуство кое што сега јас го доживам во овие мои години, ја имам своја возраст од 55 години. Го доживам малку на еден свој начин, кај што точно гледам што е тежината на целата работа и точно согледувам што значи да се прави компарација помеѓу 4 парламентарни состави
и напретек и пети парламентарен состав, кај што едно големо животно искуство, работно искуство, Така. па да кажем на некој начин и голем предизвик. Така. Значи, работа која што бара огромна концентрација, големо познавање, да кажем и на прописи, големи, како да ви кажам, психолошки удел, познавање на карактерни особини на соработници. Пример, ја во парламент имам негде околу 300 кусур вработени, со 123 пратеника, тоа е цирка негде околу 450 секојдневно лица за контакт што оди преку мојот сектор на генерален секретар. Најверојатно имате... Така да не го тоа така објаснам да е тоа нешто огромно, има системи кај што и многу поголеми парламенти се, али конкретно за нашиот парламент во Република Македонија ценам дека е една многу сложена и тешка функција која што јас вршам сега во моментот. Така. Меѓутоа, рутиниран сум и не ми прави проблем. Во другите парламенти гледам дека некои професии на генералните секретари на собрание не се врзани со правните науки. Имате ли такви сознанија? Да, имам сознанија. Јас сум член на тоа светско здружение на Асоциација на генерални секретари. Тоа е во компактот со Интерпарламентарна унија. Таму има членки негде околу 150 земји у светот. Именуван сум за член негде од април 2007 година. Член сум на таа светска асоциација и член сум на Асоциација на генерални секретари на Западен Балкан. Така. Тоа се наши бивши ју републики, значи говорам за Србија, Црна Гора, Косово, Хрватска, Босна, Словенија. На таа работа наша не се приклучуваат колегите и од Романија и од Унгарија. И имаме некои состаноци, така натаму, мислам да не ве оптеретувам сега у детали. Тоа е тој мој ангажман во делот на меѓународната активност како генерален секретар, кај што имаме ние соработка, одржуваме редовни состаноци, ги следиме промените во парламентите и така натаму. Значи, има парламенти кај што функцијата генерален секретар е трајна, значи као пример доживотна функција, тоа кај нас не е таква ситуација. Јас сум именуван као генерален секретар, се именувам до разрешување по избор на некој нов колега, што се нормално и очекува до крајот на мандатот. Меѓутоа има генерални секретари по моје искуство, мои колеги, пример да кажам, пред 2 години што бевме у посета, не пред 2 години, него прошла година, 2014 негде јануар, у посета во Естонија, колегата е 24 години генерален секретар. Долг стаж. Долг стаж, имаше еден колега Бруно на чилијански парламент, он 49 години генерален секретар беше. Па има колега у Египет, у Кајро, он е доктор по професија, а е генерален секретар на парламентот. Така да има такви некои исклучоци што не е кај нас, пошто по систематизација на Собрание на Република Македонија за генерален секретар е предвидено правник дипломиран да биде со искуство од 5 години. Така. И моите заменици исто така се со по дефолт правници, што се така. Бидејќи сте биле во многу земји во парламентите, најверојатно сте забележале и нешто кое што мислам дека недостасува кај нас. Тоа е оној галериски дел за посетители или просторот за посетители во Собранието на Република Македонија. Сметате ли дека тоа би требало на некој начин да се разреши? Има ли најави да се разреши? Како ќе се реши? Постојано има коментари на таа тема. Има место, нема место, доволно, недоволно. И воедно да ве прашам за некоја кратка компарација со која земја ние би можеле да се споредиме? Кој е тој што може да биде и некаков прототип, иако нашето собрание работи баш така како што треба, пристигнуваат постојано позитивни критики од другите меродавни фактори и од секаде од светот за работата на собранието, за работата на владата, за политичкиот систем како што е поставен во Македонија, за реформите кои што се спроведуваат. Можете ли да направите една? Па да, има од моето искуство што ги имам за овие години, имам прошетано во повеќе парламенти во светот. Прво бев у посета у Берлин, у Германија, па имам посета, 2 посети, очекувам и 3-та посета да направам во Конгресот во Америка, во Вашингтон. Имам посета во парламенти во Шкотска, у Париз, у Франција,
не овие на нашите простори што се пример балкански земји има модено. У Единбург во Вестминстер во Лондон има модено, во Единбург има модено, шкотскиот парламент и така натаму, да не ги именувам сите. Меѓутоа, моје согледување и моје мислење е дека пред се, а и генерално мислење на други парламенти, да посета изгледот и работата на парламентот не смее да биде табу тема за граѓанството. Значи, парламентот треба да биде институција која Народен дом, треба да биде отворена за јавност. Имам посета на парламенти, имам тесна соработка, многу пати одено во Словачка, у Братислава, у Прага имам пред месец дена бев у Прага, исто и таму. У Прага, пример, немаат соодветно решение за посети на посетители, за да они следат работа на парламентот, нема некое сјајно решение, да кажам. У Словачка, пошто со нив имаме многу тесна соработка, колегата Фајтек беше пред недела дена кај мене. Они имаат исто нов парламент во Братислава, изграден, тоа е во делот, значи, над Дунав, како да ви објаснам, на една многу убава локација, нов парламент е негде пред 20 години е граден. Меѓутоа, делот, значи, за посета на посетители углавном се сведува на тури за разгледување на парламент, со можност за посета на евентуално седници, на комисии и на пленарни седници. И тоа се посети како што бевме, еве јас како што бев у Германија, што ценам дека е најдобро решение у Берлин. Они имаат една огромна зграда со можност за посета на посетители да ја следат седницата во Бундестагот. Така е направено необичаено. Посетителите се на горниот дел и ги гледат од озгора пратеници во долниот дел, со стакло, со осветление, така да нешто прекрасно и многу необичаено. И ценам дека германското решение за парламент, зборам, со сите содржини, е апсолутно најдобро, според мене. Добро решение и во Единбург. Они имат исто нов парламент. Единбург е еден стар град, да кажам. Меѓутоа, самиот парламент двои, како архитектонско решение, двои од целокупното тој колорит на барокни згради, на тој стар стил, како да кажам, од времето на Стара Англија и така натаму, многу интересно да се види. Имат еден замок, кастел Единбург, така се вели, така да има една цела историја за британскиот остров, како да кажам, за збиднувањата историски што се случувало, тамо се е случувало, вреди да се види тоа. Меѓутоа, конкретно парламент као зграда двој, значи као архитектонско решение двој во однос на другите и е многу убаво решение. Така, за последно изградено е, значи, добра парламентарна сала и има многу добар дел решен за посетители. Добре, да се вратиме. Сега, конкретно за македонскиот парламент кај нас во Скопје, во Република Македонија, имаме ние, отворени сме за јавноста, последен петок у месец е резервиран за посета на граѓаните. Имаме програма за посета, таа работа е работат луѓе во парламентарен институт. Сонја Стаменковска има имейл, има и телефон оставено, тоа е колешка што работи исклучиво на пиерот на парламентот и може со неја да се исконтактира, да се закаже средба, за да се прошета парламентот. Делиме флаери за учесниците и така, многу интересно. Ни донесовте нешто од тие флаери на македонски, албански и на англиски јазик. Значи, граѓаните на Република Македонија навистина сметам дека сакаат ете да знаат малце од некој друг агол каква е атмосферата во собранието, како е тоа што вон седниците се случува, какви се просториите, каде сте вие, каде се останатите луѓе кои што работат во собранието на Република Македонија. Така да оваа можност е исклучителна за граѓаните. Се надевам дека има доволно заинтересирани посетители. Тоа сигурно не недостасува на собранието. Јас предлагам сега да погледнеме ние, да се вратиме пак малку наназад. Што сметат граѓаните на Куманово? Дали е, кога би можеле да бират, што би избрале да работат? Дали адвокат, тоа што бевте, или да работат во собранието на Република Македонија? Како адвокат? Зошто? Па да ги штитам интересите на државата. Адвокат. Зошто баш адвокат? Па још не ми е време да размислувам за тоа ипак. Јас би избрал адвокат да бидам. Зошто адвокат?
Па мислам дека имам предиспозиции во таа област, имам и некои познавања, но за жал немам завршено соодветно образование и не можам да бидам. Ни таа, ни таа. Зошто не да? Не се не пренаѓам во таа бранша во никој случај, да. Адвокат воле. Адвокат Зошто адвокат? од финансиски причини. Да продолжиме со нашата дружба. Вчера господине Денковски после 2,5 часа заврши петиот состанок на високо ниво на диалог за пристапните преговори, каде што добивме позитивни оценки од господинот Јоханес Хан и Аиро Ораф. Вие бевте присутен на овој состанок, може ли малку за нашите гледачи да ни кажете од ваш агол што е тоа што ќе го издвоите како важно за граѓаните на Република Македонија? Па мислам дека вчера состанокот што беше во Министерството за финансии, тоа е пети состанок на високо ниво на пристапен диалог со Европска унија и Република Македонија, кај што модератор беше премиерот Никола Груевски, а гостин беше Јоханес Хан, комесарот за проширување, и Аиво Оров, шеф на Европската комисија во Скопје, во Република Македонија. Состанокот беше тематски за сите членови на специјалната министерска група кои што работеа на итни реформски мерки, во кои што бев дел уклучен од тимот, значи на оваа група. И правевме презентација, односно ги елабориравме сите реализирани задачи со статус на реализација заклучно со вчерашен ден. Мислам дека е еден многу позитивен состанок, можеше да се слушнат многу позитивни критики, значи последни укажувања од господинот комесар Јоханес Хан. И мислам дека конкретно за Република Македонија вчерашен ден е од многу битно значење. Сега да не навлегувам во некои политички своји коментари, мислам дека нема да е во ред. Ценам дека не треба да се прејудицират одлуки на Европската комисија. Меѓутоа, мислам дека вчера имаше еден позитивна оценка на сите сработени работи кои што беа поврзани со надминување на политичката криза во државата кај нас. Така. Ценам дека ќе престои еден нормален и усогласен период на една демократски тек на работиве и успешно, коректно спроведување на изборите во април 2016 година. Многу е широка лепеза на обврски, не е, мислам, сега момент да го тоа елаборираме. Гледачите се информирани за сите тие чекори од средствата за јавно информирање. Меѓутоа, вчера резиме што беше направено многу позитивно. Јас прв пат присуствувам на такво нешто, а бев поканет од собрани како член на таа специјална министерска група на тоа тело и како претставник од парламентот. Имаше други гости. Така да мислам дека една многу позитивна работа конкретно за сите нас, за целата за држава као Република Македонија. Зборам еден добар демократски чекор, една, како да ви кажам, признание за сите овие работи што беа сработени овој период. И мислам дека предстои еден добар период на државата за кај што може и народот малку порелаксиран да биде, бидејќи факт е дека не се случува некои немили работи и така натаму, не би сакал да ги елаборирам, меѓутоа ценам дека треба еден период нормален да дојде како што е еден нормален период и во работата на самиот парламент. Мислам, тоа на општо задоволство го кажувам. Па и со координаторите, јас сум член на координативно тело на парламентот. Стандардно, уназад долго време, долго години, секој понеделник во 10 имаме состанок. Председател, подпредседател и координатор, јас сум член на тоа. И тога се фактички крои агендава за работа на парламентот во текот на таа наредна недела, работна недела, како да кажем. На ваша адреса пристигнуваат ли критики? Или вие не сте дежурен крив? Јас со мојата работа, согласно деловникот, јас имам дел селектирани обврски дадени, повластување на председателот.
да ги вршам тие работи. Значи, сум како одговорен за организација шеф на службата. Ви спомнав пред малку дека има служба негде околу 300 кусур вработени и одговарам за сите обврски таму што се, да кажам, облигаторни, необлигаторни, законски, уставни или било како организација на седници, организација на работа на комисии. И море, многу работи. Не знам, многу е краток период да ви го тоа опишам. Така, а што се најчестите барања? Претпоставувам дека вие повеќе добивате барања туку забелешки. Видите, јас во мојот сектор, односно во мојот тим што работат со мене, ние во главно добиваме технички барања. Барања, пример, за од тип, значи, за работа на пратениците, да обезбедиме соодветни услови технички, со информатичка подршка на работењето, ако има некој технички проблем да се надмине. Во делот на плаќањето, власен потписник сум на сметка скоро 8-9 години на парламентот од председателот. И сите документи ги подпишуваме. Сум по дефолт, таква ми е обврска. Договори, исклучување, исплата на трошоци на пратеници, исплата на договори по извршени работи од комитентите и така натаму. Значи има еден, како да ви кажем, еден рутиниран, еден систем на работа. На работа, видите, тоа се големи системи. Значи, ја конкретно према нашата средина овдека во Куманово не би сакал да правам паралели. Апсолутно, мислам, голема работа е и не би можеле да направиме нешто слично, што би било слично на парламентот. Меѓутоа, тоа е тоа. Сега јас долго време сум таму и тоа за мене не представува проблем. Рутинирано го работам и многу одговорно, како да ви кажам. Така, пред 2 години е формиран, па така би се кажало формиран, парламентарен институт на Собранието на Република Македонија, кој што има истражувачки карактер. Овој институт помага ли во некои анализи, во некои планирања, во некои перцепции за понатамошната работа на Собранието? Видите, парламентарниот институт е 1/15 од органограмот на парламентот. Значи, парламентот има 13 сектори и 3 посебни организациони единици. Значи, има парламентарен институт, оделение за ревизија и оделение за човечки ресурси. И 13 сектори кои што непосредно, да не ги сега таксативно набројувам, што се поврзани с директна работа со парламентот и сервисирање на работава и на пленарната седница и на председателот и така натаму. Парламентарниот институт нова работа е, значи во Република Македонија за прв пат е етаблирано пред 2 години негде, има 25 вработени. Кратка дефиниција на тоа би дал, за да ме многу едноставно разберете, тоа е парламентарниот институт е еден триумф на демократски развој на парламентот, зборам за парламентот во Република Македонија, и доказ дека имаме квалитет во работењето. Тоа е едно, како да ви кажам, тоа е еден бренд, еден стандард кој што секој европски парламент го има, а сега го имаме и ние, за да се вклопиме во сите тие модерни текови на спознание, на информации, размена на информации, за да на пратеникот во текот на неговиот мандат му биде многу олесната работа и доваѓање до пристапна информација. Само едно, значи парламентарниот институт е дел од ЕЦПРД. ЕЦПРД е здружение на ниво на Европа, значи тоа е здружение на сите истражувачки центри во Европскиот парламент, во кој што сме дел и ние од тоа европско семејство како парламент на Република Македонија. Лично да ви кажам, јас сум учествувал од почеток на снимање на такво нешто со NDI, заедно со нив го работиме, посебно со Роберт Скот, тој е американец што е женет во Скопје, живее во Скопје. Со него директно го работевме овој проект во подршка со председателот, координаторите и сите. Овој наше решение е урнек на словачкиот парламент и на чешкиот, бидејќи со колегите од Прага и од Братислава имаме тесна, да не кажам, секој неделна соработка и размена на искуство во делот на работењето. А кој го финансираше овој проект? Сега, овој парламентарен институт тоа е еден проект кој што е финансиран
од Швајцарска агенција од обнова и развој. Тоа е финансирано од Швајцарска конфедерација, од парламентот во Берн, а во подршка на швајцарската амбасада, со амбасадорот Лазарото, Стефано Лазарото, и со подршка на Агенција за обнова и развој, тоа е швајцарска агенција во Скопје, кој што е представник фактички на таа подршка од Швајцарија. Овој проект, парламентарен институт, имаше 2 транши, прва е завршена, сега одиме во втора транша, до крајот на 2016 година. Проект кој што чини некој околу 5 милиона франци, али тоа е се вградено е во парламентарниот институт. Имаме направено еден простор од парламентот е околу 800 квадрата, е екстремно јако и многу модерно опремен. Тоа е наменето баш за посетителите да бидат. Во овој проект ли влегува тие 150 вработувања нови на владата? 150 вработувања се вработувања што ја се реализира во мој мандат. Односно во мандатот од 2008 до 2011 година тоа беа некои вработувања од НПА програма. Тоа е програма НПА финансирана од Европска унија, кои што пари беа доделени на нашата влада и кои што ние ги вработувања правевме према агенди. Секоја година се знае точно каде што како ќе се вработат и веќе има вработено луѓе во сите сектори во собрание, зборам и сектор седници, работни тела и сектор преведувачи и така натаму. Господине Денковски, многу сте навлезени во работата на генералниот секретар на собранието, без претерување, не зборам тенденциозно. Меѓутоа, колку време проведувате на работа? На работа? На работа многу. Одам на работа во 8:30. Немам врска. Јас сум шеф на служба и не мора да се појавам на работа. Онака кажано вулгарно. Меѓутоа, познавајќи се себе и мој психолошки профил, јас сум можеби прв на работа од сите вработени. Од Сабале 8:30 до негде секој ден. За овие години што сум тамо, до сега не сум имал помал работен ден од 11 до 12 часа дневно. Тоа е еден многу голем ангажман. Ангажман во кој што, како да ви кажеме, предизвик пред се, пошто влегуваш у цела работа и сакаш да ти е све под контрола и се да биде како што треба да биде, и мислам дека успееме такво нешто. Да, се сеќавам дека многу, како да кажам, присебно го поднесовте еден момент кога се случи нешто во собранието, се смеам сега, бидејќи ми се враќа сликата, кога се скрши столчето, се сеќавате, нели, 2007 година, кога тогаш случајно и вие и господинот Атанасовски, кој што беше подпредседател на собранието. Да. Што беше, дали тоа беше знак од универзумот, немој случајно да седите на две столчиња? Тоа беше многу ретко. Никогаш два ицакумановци не се биле да водат парламентарна седница. Тоа време беше од коалицијата со ВМРО ДПМН беше НСДП и као представник беше Иван Атанасовски. Тоа време, зборам негде, мислам дека беше 2007 година. И у текот на водењето на седницата, ние со Иван имаме близини претходно. Јас фамилиарно сме многу блиски и со татко му Санде се знаеме покојниот починат професор. И така, сам многу блиски како пријатели, меѓутоа, уцелева ова работа, водејќи седница и нормално седејќи на тие столчиња. Таму одеднаш се моето столче почна да се нешто како да губеше тло. Ја мислев дека некој земјотресе. И одеднаш столчето ми падна. Јас падна позади Иван. Ама тоа се камери го забележи и мене ми непријатно беше, ама овие салата не беше пуна. Имаше, да не кажам, едно 40% од пратеници, вели тие што беа видео, малку непријатно беше, ама и смешно беше. Да. И тоа, како да кажам, така често пати кога се сретнеме со Иван, спомнуваме, тука се гледаме по Куманова, викам, добро беше, викам, на седница кога падна во сала и така натаму. Тоа се тие, како да ви кажам, знаете што, тоа се работни места, точно на удар на јавност, што се следи под камери, меѓутоа, тоа се вообичаени работни обврски, не треба тоа толку да го свети човек. Па ќе падне човек сега, тоа е нормално. Може се деси, да. Нормално ја прифативте таа состојба. Да. Да си продолжиме пак понатаму. Вие имавте
случајна средба. Не знам само која година беше, кога бевте во Индонезија или каде се случуваше во вашата Индонезија. средба со внукот на Јосип Брос Тито. Така, јас на мои пријатели често пати го збор, има ви визит карта од амбасадорот. Да. Значи тоа беше 2007 година негде во Индонезија, имав чест да одам и никош не сум не бил таму, за прв пат одев. Кога што и ме номинира да бидам член на АСГП, тоа беше негде април 2007 година, на 117-та пленарно заседание на Интерпарламентарна унија, тоа е така. И АСГП е дел, значи, од таа голема, како да кажем, од големата фамилија од 150 земји на светот. И бевме таму, значи јас со делегацијата бев заедно со Силвана Бонева беше, Јани Макрадули беше, Горан Мисовски, Ружди Матоши беше тоа време од ДПА, Флора мислам дека беше кадри, така натаму имаше, ние бевме како собраниска делегација за Интерпарламентарна унија и таму бевме, значи, на состанок и колегите, пошто ние со колегите од Западен Балкан, како да кажам сега, тоа е она име, јас велам од бивши ју простори, имаме тесна соработка, блиски пријатели сме, и со Јожица од Јубљана, и со бившиот колега од Загреб Јосип Цезар, тој е колега, мислам дека професор по англиски беше, а генерален секретар на парламент беше. Во Хрватски тоа мислам дека 2 мандати на ХДЗ беше, он беше од нивната партиска провиненција. И седиме таму, на крајот на семинарот, таму во хотел Вестерн, ние бевме сместени во Нуса Дуа, тоа е познато едно место на Бали, во, како се вели, тој хотел Ајодија, така беше. И колегата ме повика, како си колега, добро, вика, ајде по едно пиво, а имаше едно пиво Бандунг, тоа е индонезиско национално пиво, да. Беше, ајде, вика, по едно Бандунг, ајде, вика, седнавме, вика, да те запознам со нашиот амбасадор, Александар Брос, тој внук беше на Тито, имав чест, значи, со господинот да се запознам, па тоа е некој своји 70 кусур години, да не кажем 80, али доста така беше. И ете хрватите како знаеле да си го искористат. И го отворено зборевме. Тој беше хрватски амбасадор во Джакарта, во Индонезија. И бидејќи делегација од Хрватска беше присутна во Бали, он беше дојден со нив. Им дава подршка, пошто ние, мислам, Република Македонија нема амбасада таму, кај што би го покрива. Не сум сигурен во Куала Лумпур, во Малезија, али мислам дека немаме таму. Тоа време зборам, 2007 година. И се запознавме и отворено почнавме да збориме. Значи, Хрватија има една изварено добра концепција, бидејќи познавајќи го Тито беше, нели, како етабилишмент, како основач на тоа движење на несврстани со Насер, Нехру и Тито. И појавата на внукот, значи на Јосип Брос од големо значење беше за самата држава Хрватска и така, мислам, многу позитивно оценето беше. И размеривме искуство, едно, како да ви кажам, едно, за мене лично едно големо спознание, едно големо искуство беше, бидејќи тоа беше еден дипломата со едно, па да не кажам, 30-40 години ангажман свој, можеше некои интересантни работи да се разменати така. Тоа беше тие раритети, тие, како да ви кажам, многу интересантни моменти од наши службени некои средби и така натаму. Многу, во секој случај, многу позитивно. Можеше да се купат некои информации, некои, како да ви кажам, некои искуства од големо значење, лично за мене, а и воопшто и за сите нас. Вака како што разговараме, се чини дека голема привилегија е да сте генерален секретар. Да, тоа е многу интересно. Видете, јас кога дојдов генерален секретар на собрание, ја дојдов со некој своје 20 кусур годишно искуство, од своји 47-8 години, така да сите тој период кај што бурно доживување на тие функции, кај мене беше оддавна завршено. И мене тоа не ме посебно возбудуваше, пошто јас ги гледам смирено работи, ден денеска така ги гледам. И мислам дека најдобро така да се гледаат и само сум посветен на професионална дел на работава. Иначе, интересно е, од страна кога се гледа многу интересно, нарочито водење на седници и така натаму. Што да ви кажам, прво, водење на седници собраниски многу тешка работа е.
Значи работа која што мора да има се у себе упиено, да знае што се случува, секој документ на кого е дадена, значи се треба да знае за да биде непречено тек на седницава. И тие паралелни две сценарија што се пред председателот и пред мене, односно пред местото за генерален секретар, се апсолутно идентични. Така е, мислам, многу сложена работа. Ајде да Како да ви видиме што кажам? сметаат нашите граѓани. Ајде, Дали во ред да е видиме. привилегија работа во собрание или адвокат? А мислиш ли дека како работа како адвокат би ти донело привилегии во животот? Pa možda Какви привилегии, например? povisoka plata. Не мислам дека ќе имам привилегии, јас го замислам ова наше општество да се работи по закон и мислам по словото на законот без привилегирани и без манипулации во секој област и во сите сегменти од животот. А мислите ли дека ќе имате привилегии во општеството доколку работите како адвокат? To zavisi šta ću ja da napravim. Ako se bude dobar advokat, onda svi te poštuju. Па не мислам, многу привилегии нема, али ипак професија е професија. Па може да се каже, да. На какви? Имаш, па не знам, ги штитиш интересите на граѓаните, имаш редовна плата и Видовме што сметаат нашите сограѓани за вашата професија сегашна и поранешна, а ние да продолжиме уште малку. Каде се котира работата на Собранието на Република Македонија во регионот, да не одиме подалеку? Има ли нашите соседи што да научат од нас, што да превземат, од друга страна пак што да сугерираат? Што сметате вие? Бидејќи сте член, нели, на Западен Балкан? Да, ние имаме тесна соработка со сите парламенти, значи на Србија, на Хрватска и Словенија, они се веќе во членки на Европска унија, меѓутоа независно тоа, они соработуваат со нас, дури и со станоците што ги правиме на ниво на генерални секретари на Западен Балкан, они ги прифаќаат да ги организираат. Јас пред 2 години, пред да влезе Хрватска во Европска унија, ние таму организиравме во хотел Палас, имаше тој состанок и во Словенија и во Белград не сум бил, многу пати сум поканет, немам време. Со колешката Јана Љубичи имаме тесна соработка. Со колегата Исмет Красничи од Приштина исто, ја бев прошла година кај нив на состанок, негде есента беше. Со колегите од Тирана, сега од Тирана одам негде декември месец, имаме состанок. Значи, како да ви кажам, работа во парламентот има некој тих надпревар меѓу службите, меѓу, да не кажам генерални секретари, ке претерам, меѓутоа генерално во развојот на парламентите има некоја тиха надпревар меѓу себе кој повеќе ќе направи исчекор за подобра организација на работа, за подобро информатичка подршка, за подобра презентација на јавност и така натаму. Мислам дека нашиот парламент, нешто сум јас дел од тој тим, значи парламентот во Република Македонија, мислам дека од сите аспекти сме, па да не кажам и лидери на регионот, и тоа го и колегите и од тебе, и од Црна Гора, колегата Давидовиќ, кој што даде оставка, сега на друга работи, и еве еден нов колега семо во Подгорица, апсолутно ни го тоа признават, дека сме, да кажам, лидери на сите нови иновации во работењето на парламент. Значи, тргнувајќи од вебсајтот, па тргнувајќи од и парламент нема секоја држава. Ретко, значи, има поедини држави кои што имаат вградено таков систем на и парламент, електронска достава на документи. Тоа го имаме ние веќе усовршено изваредно добро. И како да ви кажам, еве, конкретно последно дешавање со овој парламентарен институт, да не кажам, нема никој на територија на бивши простори. Значи, они земат пример од нас. Црногорците направија еден исчекор во тоа, меѓутоа не е тоа што ги имаме ние. Значи, кај нас е апсолутно еден затворен систем, механизам, значи цело тело е што работи на како се вели англичаните, research service, значи истражувачки центри во секој европски парламент. Мислам дека сите тие новини, сите тие предности, сите тие
како да ви кажам, бенефити што секој парламент треба да ги има нашиот парламент во Република Македонија. Има со што да се гордее Македонија, има со што да се гордеат граѓаните на Република Македонија, измеѓу другото еве и со работата на Собранието, господине Денковски, покрај тоа што имате многу обврски, имате ли време малку за вас? Каде најчесто се одмарате? Па да, јас обично, да ви кажам најискрено, после работа го користам да излезам по чарши, да прошетам. Роден сум тука во центарот, во стара црквена мала, како се кажува. Така. Имам и комши што многу години сме блиски, размениме по некој кафе, по некој пиво, ракијичка, по некој така, мора да си признаеме, ние сме си кумановци така надарени. И углавно го проведувам времето после работа со пријатели. Значи не го работам тоа во некои затворени интернет кафе или било какво. Углавном контакт со луѓе, со пријатели, така на посветувам внимание на семејство. И тоа посебно, значи, да бидам со нив дома, да имаме заеднички ручек, семеј ручек за време на викендиви, вечерно да седнеме да се подружиме и така. Ме радува тоа што обичните нешта и традиционалните нешта семејството веќе надсреќни. Ви благодарам што на толку многу обврски одвоивте време да бидете наш гостин. Благодарам за поканата и многу сум задоволен што ме поканите. Мислам дека ќе имате некои спознанија од мојата работа, на кои што и граѓаните ќе се запознат за моето работење, за текот на моите работи. Се надевам дека ќе бидеме повторно заедно. Вам, драги гледачи, ви благодарам на вниманието. Се надевам дека ви ја доловивме на некој начин атмосферата од работата на генералниот секретар на Собранието на Република Македонија. Гледајте не секој вторник во 21 часот со нашите гости од јавниот живот. Ви благодарам уште еднаш, господине Денковски.